Во изминатава година од самото основање, асоциацијата работеше на мапирање на пречките, бариерите, предизвиците кои што стојат на патот на развој на трговијата и секако на формирање на препораки. За да можеме да направиме било какви промени, свесни сме дека е потребен еден холистички пристап, а во синџирот на трговија се инволвирани бројни институции, како што знаеме. Па така потпишавме меморандум со многу од владените институции, а еден од нив беше и Царинската управа. Било ние што Царинската управа беше доста отворена да го слушне гласот на бизнис заедницата, да преземе некакви активности за промена на оние бариери и пречки. Оваа конкретно промена сега која што е најавена, која што наскоро ќе стапи на сила, повеќе се однесува на побарувачката во трговија, односно на улеснување кога македонските граѓани прават нарачки онлайн од странски трговци, за да може буквално да го добијат тудер односно до нивната врата да пристигне производ кој што го нарачале, без разлика над која вредност е самата пратка која што пристигнува. Разговаравме повеќе и со директорот на Царинската управа и со ДХЛ секако, кој што повеќе може да ја кажат нивната страна на што значи процедурата од позадина и што значат придобивките за крајниот купувач. Новата постапка за царинење на брзите пратки представува поедноставување на самата царинска постапка за тие пратки кои што доаѓаат преку брзите пошти. Имено, граѓаните и фирмите кои добиваат роба од интернет во иднина нема да мораат да доаѓаат на царина како би извршиле декларирање и подигање и плаќање на самиот царински долг. Со новата поедноставена постапка, самите брзи пошти представуваат гарант за наплатата и доставата на пратките кои доаѓаат, а кои досега најблагоречено се губеше доста време и имаше најголема реакција од самите граѓани. Во овој случај, брзите пошти стануваат декларант, со што се скратува постапката за царинско ослободување на стоката која доаѓа преку интернет и се овозможува скратување на времето на испорака, кое во некој просек сега се движеше од околу 3 дена, а сега од 3 дена паѓа на 1 ден. Секако овој начин на царинење е во согласност со стандардите на Светската царинска организација и ние тоа го спроведуваме сега за брзите пошти и тоа е овозможено во голема соработка со Асоциацијата за електронска трговија и сето тоа се планира за во иднина да се примени и со македонски пошти со кои веруваме дека ќе успееме овој ист концепт да го спроведеме и да се допринесе доста за задоволството на крајните корисници. Во моментот нашите клиенти се соочуваат со постапки кои што се доста бирократски. За нивно спроведување потребно е доста време, но исто така и средства. Например, сведоци сме за тоа дека пратки од Европската унија пристигнуваат за 12 до 18 часа, но при тоа за спроведување на постапката за увозно царинење и доставата до крајниот корисник потребни се неретко 48 до 72 часа. За сметка на тоа аплициравме и добивме одобрение за овластен декларант, доделено од страна Царинската управа, кое што цениме дека заедно со нив ќе можеме во голема мерка да ги улесниме сите постапки и процедури со кои што би го намалиле време трајањето на царинската постапка, би ја зголемила сигурноста за време на истото и за што пократок рок клиентите ќе ги добијат своите пратки и секако со помали парични средства. Подпишувањето на меморандумот и конкретно добивањето на одобрението за овластен декларант од страна на ДХЛ Експрес Македонија всушност ги издигна односите помеѓу сите овие инстанции на едно повисоко ниво. Во минатото бевме сведоци дека конкретно да речеме физичките лица за да оцаринат пратка трошеа многу време, пополнуваа многу документи, административните постапки беа многу долги, најчесто 24 до 48 часа минимум, а со добивањето на одобрението всушност очекуваме дека ова време ќе биде скратено најмалку за 24 часа. При тоа ќе им заштети време во транспорт, логистика, пополнување на документи, секако правење на дополнителни трошоци за истото. Всушност ќе се јавиме како нивни застапници, ќе ги платиме сите потребни давачки во нивно име и следното утре пратката ќе биде на нивна адреса. Ние сме секли што наидовме на отвореност и секако дека тука ништо не е нели завршено. Една промена дава само мотив дека можат да се менуваат работите. Патот е долг, дека имаме уште многу работа и во следната година ќе бидеме фокусирани да инициираме повеќе промени кои што ќе значат
и промени на страната на понудата, односно да зголемиме конкурентноста на домашните македонски трговци кои што продаваат надвор и да го олесниме патот и за нив, за да нивните производи полесно можат да ги продадат и пласираат и на странските пазари.